Велкомен! Поздрав на сите дечки, Лаки со вас, ние денеска снимаме ново видео во овој канал. На овој канал. Пред почетокот на овој видео поздрав ќе добие овој човек овде и овој човек овде, доколку сакаш и ти да бидеш поздравен, се што треба да направиш е да коментираш хештег Lucky Army, да ме заследиш на Instagram Lucky Care, бидејќи уште 5 followers ми фалат 4100. Која е темата на денешното видео? Значи, со во Дуксер го снимак видеото за Колевски и 30.000 ми качи тоа видео, ми испоказам, че може да до Дуксерта, така да очекувам и во видео да ми испуки. Кои се најтешките моменти во нашиот живот? Најтешките моменти во нашиот живот. Најтешките моменти во нашиот живот имаме 1, 2, 3, 4 подточки. Или да кажеме mood, само не мом да икам mood, значи ќе икам најтешки моменти во нашиот живот. Зашо? Заради тоа што прва точка за вадење е најтежок момент или најтешко нешто да прифатиш е тоа да се скари со некој твоите дома. Јас лично од искуство ви кажувам, значи чисто од моја гледна точка, пошто бех скаран со тато година и 2 месеца, со мама бех 2 месеца исто скаран, со баба бех скаран исто 1 месец и со сестра ми бех скаран 1 месец. Само со тета се има. И чисто ви кажувам ти да се скара со некој од твоите дома е многу тешко, многу лошо. Зашо? Заради тоа што за било какво проблемче, за било каква причина, за било што да сакаш да се искажеш или нешто да кажеш, не можеш цара, немиш на кој. Не може да ти помогне никој, скаран си са, немиш едноставно с них. Пример, ето нема не некој дома, пример ти си скаран со татко ти и мајка ти, а со тета ти, баба ти, во мој случај со тета, со баба и со сестра ми да не сум скарани. Са пример негде се испаднани тета, баба и сестра ми, а јас со тато и мама сум скарани, они ма бет не ми прават. И са пример мене ми е лошо, јас повраќам, знаеш, ми се јаде се тоа. И јас не мом да икам на мама или на тато да му кажам помогни ми, знаеш, кој јас сум скаран с них и као нема шанси јас да разговарам с них, значи са немам. Затоа тоа е најтежок период од нашиот живот кога си скаран со некој. Фала Богу сега не сум со никој скаран од моите дома и фала Богу се идам со сите. Втора точка, да немаш другари или пријатели. Се погоди момент, истото и тоа го искусих, значи погоди момент од 9-то одделение кога се запишах прва година, никој не знаев в гимназијата. Фално никој не знаев в гимназијата. Значи во прва година кога се запишах нели средно, кога се запишах прва средно, буквално никој не знаев в школото, а и в класот. Имаше деца што ги знам, знаеш, од други класови од градот, али со никој не се дружев, буквално сам бех, сам стоах на парното, сам си седах на скаличките или на клупта, буквално цело време бех сам и оттргнан од сечија страна, ако мам да кажам. Че никој нема друише, никој не им правеше мабет со никој се немак, буквално сите си има ако ти групички се уберани, знаеш, буквално 5-6 души, 10 тука, 5-6 души, 10 там, кој од клуб, кој од претходниот клас, од тоа. Само јас, едини во мојот клас, немах со кој да се дружам и морах сам да си стом на парамто, на телефон да се штракам, сам да шетам низ ходниците, сам да јадам на одморот, буквално се сам. Као многу ми беше глупо човек, се усеќах отворено, гледаш в гимназијата, се знаеш сите се имат си групички си ствари се, а ти сам си стоиш, као буквално нема смисла. И кога дојдех втора година, Жика дојде прва година тогаш и после с него почнах да, знаеш, дом на одмори, да јадам по сендвичари по тоа и као имах со кој тогаш, а допред тоа немах. И после втора година тек почнах негде второто полугодие од втора година да се заимавам со мојот клас, повеќе за разлика од прва година и од првото полугодие од втората година. И као почнах да се дружам с нив в школото, да седам на парамто со нив на клупте заедно, на скаличките во тоа и као после дружев тогаш. Така да пак ќе кажам, да немаш другари и пријатели е многу лошо, многу лош момент. Зашо? Заради тоа што неми со кој да излевиш, сите излеват, ти седиш сам дома. Буквално неми со кој да се смееш, ако ти е тешко, ако ти сакаш да се искажеш нешто, немиш со кој да лафиш за момички, немиш со кој да се дружиш, да испаднеш, да поиграеш нешто, дојдеш да пиеш сок, каве нешто, било што. Буквално многу е тешко кога немиш некој до тебе кога се сам. Трета точка да кажеме за денес, што и вас сума искусил и уште го искусам да кажеме на некој начин или го чувствувам, го живеам во момент. Шала на страна, значи трета точка за ваден е да си сам, значи као в смисла сингл и значи да гледаш например по TikTok, по Instagram, знаеш, низ градот четеш, гледаш каде кажам параве, не се параве, добро, дечко и девојки се гушкат, знаеш, срекни се тоа, се лапат во тоа, знаеш, се радуват, се као ти си со другара, некој си сами и се тоа, или си седиш на телефон, гледаш капал гол, шо викат се тоа, и као јас не се замарам, да, многу се замарах порано, знаеш, као глупо ми беше што сум сингл, шо сум па јас толку, знаеш, шо знам, смотан или глуп за као да не се фатум женска, а шо он, знаеш, као има или што тоа, може да любоморах на некој начин, али веќе утрпнах и што се вика ми е гајле дали имам или немам, само ќе кажам чекам
права шанса, заради това, че дознаях много от момичките и трябва да разговарям на тази тема на видео. Мислям, какви са девойчинята според мен или що се дознав за девойчинята или как и да е. Мора и такво видео да направям. Буквално няма да инсистирам и да лафам шо как, али буквално као, знаеш, глупо е кога гледаш и ти има на TikTok на всеки да знаеш, као от една страна да напалят на някой начин да имаш женска и ти да седиш да се гушкаш от нея, знаеш, да си седите заедно до касни сада, да гледате филмове, да делите дуксери, шо знам, да си кажувате тайни се, буквално. Седи бе, Арно! И... От една страна е глупо, що си сингъл, а от друга страна па и е добро до негде, поради това, що има и много причини, много проблеми и глупости в тази връзка, значи никой до сега не е имал солидна връзка без нито един проблем. Така да, исто и то е трета точка за ова тема, що е као тежък момент в нашия живот. Последна и четвърта точка, или най-тежък момент, барам за мене и за знамото и за сите вас, е да изгубиш близък. Фала Богу, до сега никой не е умрен от моята фамилия и, знаеш, пак казвам, кога тога всички умреме и от пишенето никой не е избегал, али пак казвам, ке дойде ред и сите ви човека, казват ти и аз всички умреме, значи никой не е останал вечно жив. До сега не съм изкусил, фала Богу, някой близък да ми умре, да, на мама, татко и умре пред 2 години, али као, дали аз не го усеках за толкова близък и нещо и као немах чувство, као все едно ми беше, знаеш, кога умрел, окей, лека му вземе. Не чувствах ни тага, така ни жал за него, нито па чувствах потреба от него, као нищо все едно ми беше. И као никой път не съм, фала Богу, изгубил личност от моя страна, значи от фамилията или някой толкова близък, за да ма погода толкова. И нямам усетено на моя кожа как е той, и фала Богу, що нямам усетено. Сочувство до тия, що имат усетено, значи буквално много е, според мен, е лошо и тежко и глупо толкова време, значи си с някой воиста куќа, заедно живеете са гушките, яйте, спиете, събъкнувате, в смисъл, нали, на образки станеш началото като бакне, родител ти е старател, без разлика, баба, дедо, тетка, война, било шо. И толкова време ти си години с него, моменти споделяш, плакиш, значи всеки път си сте един с друг. И он као те напушки, буквално много лошо, значи до сега такъв момент и аз съм молим да умрам, цар, най-искрено ти кажа. Буквално той е исто една от много тежките точки, да кажем, или моменти в живота да изгубиш близък. Така да, това нямаше повече да ви кажем за това видео, се надявам да ви се допадна, ако е така, оставайте лайк, комент, subscribe. Заследете ме на Instagram, как ще кажа, ако ще 5 followers ми фалят до 4100. Ние се гледаме в наредно видео за 12 сата, фактически утре, или за 15, не знам, или за 24. И така. Пак ке казвам, от 6 почнувам со стрима, не забравяйте, ке играеме хорор, значи тежък порно хорор найдех на Steam. Една игричка, ако ви се гледа, може да гледате, може да играем Brawlhalla, може да играем, Fortnite, със го може да, значи все, буквално все, значи от 6 януар почнуваме да стримаме. Може и Омега да седме, като кажа. Не инсистирам, 21 песни изгледа или 20, точно и това не знам, али ще се слушаме в наредно видео утре, така да до утре, бидейте ми поздравени, се гледаме. Чао!